Најголемиот дел од опозицијските партии, освен СДСМ, прифаќаат веднаш да се одржат предвремени парламентарни избори. Власта вели дека е подготвена за избори доколку побара опозицијата, која според нив ќе биде повторно поразена. Нам, граѓаните ни дадоа мандат од 4 години за да реализираме реформи и проекти и наша цел е да одиме на редовни избори во 2028, колку што трае мандатот, но доколку опозицијата побара предвремени избори, нема да бегаме од истите, туку напротив, ќе ги прифатиме и ќе ги поразиме. А оние кои се најгласни за тоа дека довербата на граѓаните кон ВМРО ДПМН опаѓа, а тоа е Социјалдемократскиот сојуз, тие бегаат од избори како ѓавол од темјан. Левица е подготвена веднаш за избори, вели пратеникот Амар Мециновиќ за Сител. Животот во државата не напредува во ниту еден поглед, напротив, само се уназадува. Очекуваат голема поддршка и сериозен резултат доколку се одржат избори, особено во Скопје и урбаните средини. Левица прифаќа идејата на премиерот за предвремени парламентарни избори и повикуваме за одржување на предвремени парламентарни избори, затоа што сметаме дека моментално како политичка опција сме единствени кои можеме да ги мобилизираме и да подадеме рака на сите елементи во општеството кои сметаат дека е време да почнеме да создаваме општество кое е поинаку замислено од ова што може ВМРО да помене и сите политички сили кои достига владееле да ни го пружат. Очекувањата на левица се следни, ние сметаме дека веќе ширум целата територија на Република Македонија имаме консолидирани гласови во изминатите 5 години, не очекуваме никакви негативни осцилации, напротив позитивни осцилации и дека во Скопје трендот кој го забележавме на локални избори ќе продолжи. СДСМ веќе финализира програма која ќе биде објавена следниот месец. Меѓутоа, лидерот на партијата Венко Филипче во тема на денот вели дека нема да биде алиби за да се одржат предвремени избори кои се бараат само кога ќе снима средства во државната каса. Но ние сме подготвени за изборите кога и да се случат. Единствен кој што бега сега во овој момент од изборите и кој што е вистински уплашен од изборите е Христијан Мицкоски. Зошто? Поради тоа што му паѓа рейтингот, затоа што не испорачува резултати никаде. Затоа што не испорачува ништо во делот на економијата, во делот на стандардот на граѓаните. Што е суштината? Кога ќе има избори, треба граѓаните да знаат. Тоа што ќе снема пари во буџетот за да ги трошат на своите партиски тендери. Ништо друго. Ние нема бидеме алиби. Во албанскиот политички блок Бдуи бара избори и ги обвини политичките опоненти и владини коалициони партнери вреди дека никогаш ја немале довербата на албанците и ги повика да прифатат да се оди на избори. Од вреди пак, без да дадат конкретен одговор дали се подготвени за изборен процес, го обвини Ахмети дека нема легитимитет кај албанците по поразот на локалните избори, за кој не презел политичка одговорност. Тамара Дичевска, Сител телевизија.